Со однесувањето на министерот за правда Бојан Маричик и вице-премиерот Николовски, подпомогнато од обвинителството за организиран криминал, како и кривичниот совет, се создава опасна судска пракса, каде што по нарачки се добиваат решенија. Адвокатите на Сашо Мијалков се жалат дека има правосилна одлука на апелациониот суд и неправосилна одлука на основниот кривичен суд, а нивниот клиент се уште е во притвор. Основниот суд, односно кривичниот совет кој заседаваше во тој миг, требаше да го спроведе решението и да даде допис до затворот за да излезе нашиот клиент. Ништо за тие 4 часа не можеше да се смени во врска со опасност од бегство, а кривичниот совет го имаше решението. Но под притисок на извршната власт, координирани со обвинителството, дадоа барање на кое судот експресно одговори и донесе решение со кое буквално плюка по апелациониот суд, затоа што апелациониот суд ги абсолвираше сите опасности од бегство. Дека Маричик јавно се меша во работата на судот покажале и тврдењата на експертите, велат бранителите на Мијалков, според кои тоа е спротивно и на законот за кривична постапка. Бараат јавниот обвинител да ги истражи сите наоди и да оформи предмет врз основа на допрен глас. Адвокатите на Мијалков уверуваат дека апелација ќе ги прифати сите нивни жалби. Презумцијата на невиност не го заштитува. Ние сме длабоко убедени дека нашите жалби со аргументацијата која што ја имаме пред апелациониот суд и од негова страна ќе бидат прифатени и дека предметите ќе бидат вратени на повторно одлучување, бидејќи според наше длабоко убедување по тие предмети нема издржана правна аргументација која што би ги потврдило првостепените пресуди. Решението на кривичен суд не е донесено бидејќи Мијалков се дал во бегство, затоа што во 2 дена кога исчезна, тој немаше обврска да седи дома и да претпоставува какво решение ќе донесе судот, тврдат адвокатите. Тоа се докажало со резолуцијата на обвинителката Ленче Ристевска, со која се вели дека немало бегство и немало помагачи.